Со цел заштита и превенција од шумски пожари, представници на надлежните институции од областа на заштитата од пожари на отворен простор одржаа состанок со градоначалникот Димитровски. Представниците од Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, службите од локалната самоуправа, инспектори и представници од подарчната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Шумско стопанство Согово, територијалната противпожарна единица на Кочани, полицијата и шумската полиција дадоа извештај на досега сработеното во делот на заштита од шумски пожари. На состанокот се зборуваше и во делот на она што треба да се преземе за да се делува брзо и ефективно во случај на пожар. Сите се сложивме околу тоа дека е далеку покорисно, далеку подобро да се превенира, односно да се преземат мерки за превенција од пожарите, отколкото што подоцна да се интервенира во гасењето на пожарите. Донесовме некои заклучоци, кои заклучоци се во таа смисла, дека треба да се подсетат сите оние потенцијални причинители на пожаропредизвикувачи, да ги наречеме, да бидат опоменати, дека сите институции ќе ги преземат своите овластувања максимално во смисла на да не се појават пожарите. Очекуваме дека и вие како медиуми ќе допринесете во тоа, односно ќе биде апелот прифатен од сите наши сограѓани и дека оваа година нема да имаме некои посериозни проблеми во делот и на полските и на шумските пожари. На состанокот беше констатирано дека како резултат на големата соработка на институциите меѓу себе и со локалната самоуправа, бројот на пожари на отворено значително е намален. Беше речено дека институциите по голема соработка и комуникација треба да имаат со претседателите на местните заедници во случај на пожар да се делува побрзо. Исто така, полицијата ќе делува и преку патроли кои ќе работат на терен и ќе се предупредуваат луѓето да не ги палат страништата. Представниците од полицијата ќе делуваат и репресивно во случај да не се почитува законот во кој не се дозволува палење на страништата. Често ќе бидат делени и флаери со едукативна содржина, како и ќе бидат поставени табли со содржина дека не е дозволено палење оган.